Брзото темпо на живот наметнува поинаков режим на исхрана, така што голем дел од популацијата, вклучувајќи енеризичната група децата, се повеќе користат брза исхрана, отколку домашно приготвен или свеж оброк. Стручните лица велат дека здравата храна е основа за здрав живот и само таа може да доведе до правилен раст и развој на младата популација, па заради тоа препорачуваат да се јаде здрава храна и да се практикува умерена физичка активност. Препорачуваме што повеќе да се информираат околу здравата храна и да запомнат дека здравата храна не е таа што е скапа, туку скапо е нашето здравје. Бидејќи она што ние можеме да го купиме со истите пари, може да се купи и здрава храна и нездрава храна. Така, наместо да купиме некои намирници кои што не се здрави и на декларациите и убаво им пишува, апелираме да ги читаат. Наместо тоа можеме да се обратиме на пазарите кои изобилуваат со свежи зеленчуци и овошја и може да се купи било која храна која е здрава, богата со витамини, минерали, растителни влакна и антиоксиданси кои се одлични за превенција од кардиоваскуларни заболувања, канцери, остеопороза и така натаму. С оглед на тоа што голем број луѓе имаат проблем со дебелината, Марија Кочовска, дипломиран нутриционист, вели дека треба да се обрне внимание на главните причини кои доведуваат до здебелување. Како главни фактори се наведуваат неправилната исхрана, односно небалансираната исхрана, неадекватниот внес на хранливите материи, како што се јагленохидратите, протеините и мастите, понатаму прекомерната консумација на додадени шеќери, рафинираните јагленохидрати кои што ги имаме во белото брашно и производите од бело брашно, како и белиот ориз, понатаму недоволната физичка активност со која се соочува голем број на население, можам да кажам. Многу од повозрасното население не е физички активно, не ги следи препораките кои се однесуваат за 30 минутна дневна физичка активност. Според резултатите од првата студија за исхрана на возрастните што ја направи Институтот за јавно здравје, а со која е опфатено населението на возраст над 18 години. Во Македонија половина нација има вишок килограми, а петина се соочува со дебелина. Со овие податоци утврдено е дека нашата земја има речиси 2% повеќе дебели луѓе од земјите на Европската Унија, или кај нас дебелината им е проблем на 18,3% од населението, додека европскиот просек е 16,5%.